Во едно ваше интервју велите: во денешно време скоро и да нема джентлмени. По моје време имаше многу джентлмени, али како поминува времево, за жал, дали домашно васпитање, дали срединава каде што живееме, идат погрешни вредности, така да више джентлменството е изумрена врста. Што представува за вас джентлмен? Джентлменот по мене е едно домашно васпитање, едно васпитување од околината, но гледајќи го брзиот живот, немањено на време на родителиве да посветат за децата. Мислам дека со пари све се решава, но како што гледаме низ град, скупи джипови поминуваат на црвено, глума джентлмени. Значи джентлменот е начин на живот, едно поштовање, една добрина на луѓе, помагање на околу себе, едноставно добро васпитање. Важите за урбана легенда, човек кој добро го познава ноќниот живот. Постои ли разлика помеѓу джентлмените некогаш и сега? Има огромна разлика по мене, како што го кажа, вредностите се на најниско ниво. Денеска им е срам на омладинава да отвори врата на девојка, да ја подаде рака да искочи од кола. Имаат примери, лоши примери. Нема више некои спортисти, некои професори кои ќе им бидат да се докажуваат преку спорт или преку учење. Они имаат примери на полукриминалци, на лоши политичари, така да вредностите се на најниско ниво. Кој сум малце критичен, да, ама тоа е реалноста како е на улица. Според вас, кој е синоним за джентлмен кај нас? Синоним за джентлмени има момци джентлмени, но во мал број и по старите генерации. По младите генерации се докажуваат, како што кажав, на погрешен начин, али ќе кажам, нема лоши деца, има лоши родители. Значи своите комплекси ги пренесуваат на децата, така да по мене е тоа најголемиот проблем. Па ќе кажам, парите не се джентлменство. Како препознавате еден господин кој ќе влезе кај вас во Тренд кафе, дека е прав джентлмен? Зрачи, нема тука како да се одма се познава. Значи не треба нешто да направи за да едноставно се гледа целата фигура и се гледа кој е джентлмен, кој е ново компониран. Да, джентлменот не се дефинира преку облеката. За жал, денеска мисла дека ако облечат нешто скупо, ако паркираат некое скупо возило, мислат ке се докажуваат. Мада, за жал има и девојки им е многу низок рангот на и се надополнуваат едни со други место да купуваат од подоброто и ние што више викам, лошо е да играш фудбал со некој полош тим. Само ќе назадуваш. Ако играш со подобри екипи, може да напреднуваш. А кај нас е се полошо и полошо, така да и тие што нешто више и они го губат својот квалитет.